Добре дојдовте во училница. Овој видео час е наменет за учениците од второ оделение по предметот математика. На овој час ќе учиме како се решаваат едноставни текстуални задачи. Оваа содржина произлегува од целите во програмата, дека учениците треба да го користат знаењето за решавање проблеми и загадки и дека треба да разбираат како се решаваат едноставни текстуални задачи, да определувате која математичка операција е потребна за нивно решавање и да ги представувате со предмети, со цртежи, со низа од броеви. На овој час ќе учиме да ги представуваме со цртежи. Како решаваме текстуални задачи? Или пак со други зборови, математички приказни. Прво да кажеме што се текстуалните задачи. Тие се всушност кратки приказни кои ни опишуваат некоја ситуација од секојдневниот живот во која го користиме знаењето по математика. Преку решавање на текстуални задачи, всушност ние учиме како да ја користиме математиката во животот. За да решиме една текстуална задача, треба да ги направиме овие 8 едноставни чекори. На почетокот, треба внимателно да ја прочитаме приказната и истата да ја разбереме. Да си ја замислиме опишаната ситуација, ситуацијата да ја представиме со едноставен цртеж, внимателно да го прочитаме прашањето, затоа што тоа ќе ни помогне да ја определиме математичката операција со која што ќе ја решиме задачата, да ја представиме со математички израз, на крајот да го решиме математичкиот израз и да го добиеме одговорот на поставеното прашање. Сега ќе одиме чекор по чекор, преку решавање на еден пример. Првиот чекор. Внимателно ја читаме приказната. Еве сега ние внимателно и полека заедно ќе ја прочитаме приказната. Градинарот Марко набрал една зелка, 3 моркови и 4 домати. Колку вкупно зеленчуци набрал Марко? Вториот чекор е да ја замислиме опишаната ситуација. Всушност, ние и додека ја читаме задачата, си замислуваме. Си го замислуваме градинарот Марко, зелката, морковчињата и доматите кои што тој ги набрал. Одиме до третиот чекор. Истата ситуација ја представуваме со едноставен цртеж. Значи ги цртаме зелката, едната зелка, 3 морковчиња и 4 домати. Веќе зеленчуците се пред нас. Нема многу да губиме време во цртањето, тоа ќе го представиме со едноставни форми. Следниот чекор е повторно внимателно да го прочитаме прашањето. Колку вкупно зеленчуци набрал Марко? Зошто го правиме тоа? Затоа што следниот чекор е да ја определиме математичката операција. Значи, колку вкупно зеленчуци набрал Марко? Што ќе правиме со зелката, морковчињата и доматите? Треба да ги собереме сите заедно, како Марко што ги собрал во неговата кошница. А кога собираме, го користиме знакот плюс. Значи, ја определивме математичката операција. Следниот чекор е цртежот да го претвориме во математички израз. Сега наместо зелката, морковчињата и доматите треба да напишеме броеви. Зелка имавме 1, морковчиња 3, домати 4. И сите тие треба да ги собереме. Математичкиот израз е представен. Следниот чекор е да го решиме математичкиот израз. Ние знаеме да решаваме
да собираме повеќе помали собироци и ќе го направиме тоа. Одиме по ред. 1 плюс 3 е 4. 4 плюс 4 е 8. Го решивме математичкиот израз. Последниот чекор е да одговориме на поставеното прашање. Но за да одговориме, мора да се потсетиме кое беше прашањето. Прашањето беше колку вкупно зеленчуци набрал Марко? И одговорот ќе си дојде сам. Марко набрал 8 зеленчуци. Ја решивме текстуалната задача. Не е тешко колку што изгледа на почетокот, нели? Ајде да решиме уште една задача и да ги повториме чекорите. Кој беше првиот чекор? Да читаме со внимание и да си замислуваме во главчето. Читаме. Сладкарката Маја направила 9 колачиња. 3 колачиња продала. Колку колачиња и останале на Маја? Ситуацијата си ја замисливме во нашето главче. Сега треба истото тоа да го нацртаме. Ке нацртаме 9 колачиња и 3 колачиња ке шкртнеме, затоа што тие 3 се продадени, веќе ги нема. Од вкупниот број колачиња добиваме некој нов број кој што е помал, значи количеството се намалило. А кога нештото се намалува, тогаш го користиме знакот минус, односно операцијата одземање. И сега треба да ја поставиме задачата со броеви. 9 колачиња, пишуваме 9. 3 се продадени, значи минус 3. И сега треба да решиме. Колку е тоа? 9 минус 3 е 6. Дојдовме до крајот, треба сега и да го дадеме одговорот. Што да кажеме? Да се потсетиме прво, да се вратиме на прашањето. Колку колачиња и останале на Маја? Одговорот сам си доаѓа. На Маја и останале 6 колачиња. И уште еден пример, за да го утврдиме наученото. На почетокот читаме со внимание и додека читаме си ја замислуваме ситуацијата. Поштарот Миле во раката носи 4 писма, а во торбата има уште 10 писма. Колку вкупно писма има поштарот? Ајде да ги нацртаме писмата. Прво ќе ги нацртаме оние 4 што се во раката, потоа ќе ги нацртаме и оние 10 што се во торбата. Мора да се вратиме на прашањето повторно. Не прашува колку вкупно писма има поштарот. Дели вкупно, значи ние треба да знаеме колку се овие сите заедно. А кога бараме колку е нештото заедно, тогаш го користиме знакот, ќе видиме, значи 4 писма од раката и 10 писма од торбата, треба да ги собереме. Ја решаваме задачата, 4 плюс 10 е еднакво 14. Треба да го дадеме одговорот, повторно го читаме прашањето. Колку вкупно писма има поштарот? Како ќе одговориме? Поштарот има 14 писма. Значи, драги ученици, на овој час учевме како се решаваат едноставни текстуални задачи. Ако ја применувате оваа постапка, вие многу лесно ќе научите да ги решавате едноставните задачи. Ако научите да решавате едноставни задачи, во иднина нема да ви биде проблем да решавате и сложени. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам многу успех.